Уште еден разговор пред самиот крај на ова денешно издание на Македонија. Наутро ќе говориме за меѓународните активности и соработка на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија. Одговорите на нашите прашања ги бараме од Лидија Крстевска, државен советник за координација на меѓународни и национални активности и стратешко планирање во Агенцијата за катастар на недвижности. Посакувам пред се добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и на вас. Добро утро и за гледачките на македонската телевизија. Имаме навистина интересна тема за разговор. Ќе почнеме со ред. Геопросторните податоци се битни за целиот свет. Каква е соработката на Агенцијата за катастар со меѓународните институции и сродните организации? Токму така, геопросторните податоци се од големо значење. Анализите кои што се направени на глобално, но и на европско ниво покажува дека 70% од одлуките кои што ги носат националните или локалните влади се заснуваат, се базираат врз основа на геопросторните податоци. Отаму чекорот со трендовите, европските и глобалните трендови кои се однесуваат на прибирањето и споделувањето на геопросторните податоци мора да се запазат. Агенцијата за катастар на недвижности во рамките на своите законски надлежности остварува и реализира соработка со меѓународни организации и сестрински организации од областа на катастарот, геодезијата и картографијата. Што е важно во моментов работи агенцијата? Какви проекти? Во моментов, во континуирано, Агенцијата за катастар на недвижности реализира проекти кои што произлегуваат од надлежностите, како што реков, на институцијата. Во моментот работиме на неколку проекти. Пред се тука би го споменала регионалниот импулс проект, кој што е финансиран од страната на Кралството Шведска. Се работи за регионален проект, развивањето на капацитетите на агенциите за катастар, геодезија и картографија на земјите од регионот од областа на имплементацијата на Inspire директивата. Понатаму имаме проект кој што е финансиран од страна на Холандија во рамките на МАТР програмата. Работиме со холандскиот катастар, нашите пријатели, долгогодишни соработници од холандскиот катастар и тоа во областа на законската регулатива која се однесува на воспоставувањето на доверлив адресен регистер, како и во делот на картографијата. Крстевка, каква е соработката во регионот пред се со оние земји со кои што имаме заеднички граници? Соработката со регионот би рекла дека е одлична и тоа предпоставува соработка со земјите кои што се, односно сестринските организации кои се од нашето опкружување, но и пошироко. Благодарение на оваа регионална соработка во ноември минатата година склучен е договор за имплементација на еден регионален проект кој што е финансиран од страната на Норвешка. Во рамките на овој регионален проект, пак Агенцијата за катастар на недвижности доби донација во вредност од околу 750.000 евра, која се однесува на лидер скенирање на територијата на Република Македонија, како и градењето на капацитетите во смисла на споделувањето на овие податоци према надлежните останатите надлежни институции и министерства и секако пошироко за граѓаните и севкупната заедница. Со ова би сакала да кажем дека меѓународните организации и донаторите ја препознаваат оваа регионална соработка меѓу сестринските организации од регионот. Благодарение на тоа добиваме донации и дополнителни финансиски средства во имплементација на овака значајни проекти. На страната, на веб страната на агенцијата може да се забележат оние информации за учество на представници од агенцијата на меѓународни конференции и останати настани. Кој е бенефитот од сето ова? Бенефитот за самата агенција, но и пошироко би рекла дека е голем и значителен. На овие меѓународни конференции се реализира значајни средби и контакти од кои што понатаму произлегуваат проекти
кои се во функција на имплементација токму на овие на имплементација на активности кои ја опфаќаат надлежноста на агенцијата. Би напоменала дека минатата година Агенцијата за кадастар недвижности потпиша меморандум за соработка со војната команда за картографија на Република Турција и претходно исто има потпишано договор, односно меморандум за соработка со турскиот катастар. Во рамките на оваа соработка или меморандуми кои беа потпишани оваа година во мај месец, представници на Агенцијата за кадастар недвижности и представници од Комората на овластени геодети беа поканети да учествуваат на овој настан. Секако комуникацијата беше остварена и реализирана со голема помош и поддршка од страна на Македонското министерство за надворешни работи, при што се договара заеднички настапи на нашата комора и агенцијата со колегите од турскиот катастар и турската комора за настапи на трети пазари. Ова е еден од начините на кои што Агенцијата за кадастар недвижности сака да прикаже она што до сега го реализирала, го направила. Меѓутоа, како што кажав, трендовите се многу актуелни кога станува збор за просторниот податок. Оттаму соработката мора дополнително да се развива, мора да се одржува. Не само локално, не само регионално, туку и на европско и на глобално ниво. Оттаму агенцијата е активен учесник и партиципиент во значајни меѓународни организации, кои што се чадор организации на институции кои што работат на активности од областа на катастарот, геодезијата и картографијата, па високи представници од Агенцијата за кадастар недвижности се членови во работните групи на асоциации како што е Еврогеографикс, тоа е Европската асоциација на национални агенции на ниво на Европа. Меѓутоа, високи представници учествуваат во работните комисии при Обединетите нации за земјишна администрација, работните групи при Обединетите нации за геопросторни податоци, понатаму активни сме членови во Советот на геодети на Европа и така натаму. Сето тоа значи дека Агенцијата за кадастар недвижности се труди да биде во чекор со случувањата кои што се одвиваат на европско и на глобално ниво. На крајот од овој разговор, кои се идните активности на агенцијата кога станува збор за меѓународните активности, кога веќе пред малку ги споменавте настаните, дали можеби нашата земја ќе биде домаќина нека настан? Како што реков, неколку проекти, оние пред се што се финансирани од страната на шведската и холандската влада, се имплементира тековно. Од Норвешка рековме дека имаме добиена донација од 750.000 евра. Овој проект ќе се одвива до март наредната година. Она што ние во план на кој што во моментот работиме, тоа е поддршка од предпристапните фондови на Европската Унија во делот на воспоставувањето на доверлив систем на адреси. Тоа е еден голем проект над кој што лидерство зема Агенцијата за кадастар недвижности. Остварани се неколку мисии преку ТАЕКС програмата, користени се словенешките искуства за законот за система адреси, како и воспоставувањето на адресниот регистар. Работиме, значи, понатаму со Норвешка, со Норвешката агенција за геодезија и картографија. Интензивно работиме околу лидер снимањето. Понатаму, тука се активностите кои што се однесуваат на демаркацијата на границите со земјите од соседството. И кога збориме за соседството, би го споменала меморандумот за соработка кој што го потпишавме со Бугарската агенција за геодезија и картографија. Отпочнуваме неколку проекти. Најзначајниот проект се однесува во делот на основните геодетски работи, односно интегрирање на нашата нивелманска мрежа со бугарската страна, а сето тоа се подразбира интегрирање во една поширока европска мрежа. Значи, активностите се обемни, навистина сложени, земајќи предвид
Значењето на просторниот податок, барањата на заедницата, на бизнес секторот, впрочем и на граѓаните за еден ажурен и лесно пристапен податок кој што може да ги користат во различни цели. Сметаме дека со сите овие активности Агенцијата за кадастар недвижности ги надоградува своите надлежности, ги подобрува своите сервиси кон граѓаните и бизнес секторот, сето тоа со цел да бидеме сервисно ориентирана институција која што ќе даде свој придонес во економскиот развој на општеството во целина. И се извинам само на последното прашање, да, ние секако ќе бидеме дел од тие регионални и европски настани и домаќини на овие настани. Впрочем, ние минатата година и бевме домаќин на 10-та јубиларна регионална конференција за катастар и инфраструктура на просторни податоци и во тоа темпо и во тоа насака ќе продолжиме активно да учествуваме, но и да бидеме домаќини на овие настани. Так, а ние во истото темпо ќе продолжиме да ги информираме гледачите за сите ваши активности и проекти за тоа од интерес и за агенцијата пред се, меѓутоа агенцијата не е само доволна организација, напротив, тоа е организацијата, како што реков, што треба да биде сервис за граѓаните, бизнес секторот и за потребите на целокупното општество. Ви благодарам за одвоеното време за разговорот. Ви благодарам и на вас. Тука е некаде и крајот на ова денешно издание на утринската програма. Новите содржини за утре веќе се подготвуваат. Бидете на истото место во истото време, 6 часот и 45 минути на првиот канал на македонската телевизија. Поздрав до нашите помагатели Excite Styling и се разбира поздрав до целата екипа која што го реализираше ова денешно издание на утринската програма. Убав ден, Македонија!